внимавай што правиш, Петко. Немој пак да ме прснеш со боја. Па што да правам јас? Зар не виде дека седумката ме патусна за лактот? Ако, Петко, само продолжи да префрлуваш за своите грешки. Ти подобро да не зборуваш. Вчера ја слушнав кралицата како вели си заслужуваш да те отсечат главата. Видиш и ти Бога, зошто? Та не е твоја работа, Двојко. Да, тоа всушност е негова работа. Јас ќе му кажам зошто е затоа што на готвачката и донесе главички од лалиња на место од кром. Ете, од сите неправилни работи, Ќе бидете ли љубезни да ми кажете зошто ќе поедесувате ружите? па знаете, господјице, пак знам дека требаше да има црвен трендав, но ние погрешка засадивме бел. Па ако дознае кралицата за ова, на сите би не летнале главите до рамена. Правиме се што можеме. Па пред да дојде таа за да ни ги... Кралицата, кралицата! Која е ова? Недоделка! Како ти името, дете? Се викам Алиса, ако е по волја на вашето величество. А кои се овие? Од кај да знам јас, тоа не е моја работа. Пресечете ја главата! Пресечете глупости. Поразмисли малку, драга моја. Па таа уште дете. Преварите ги од лица. Станете! Престанете со тоа, не вртете ми го со тоа поклонување. Ако дозволите вашето величество, се обидуваме. Сега разбирам. Вие не сте посадиле црвени ружи, па сега ги појасувате. Отсечете им ги главите! Не плашете се, нема да ви се случи ништо. Дали им се отсечени главите? Ни вече ги нема, ако дозволите ваше височество. Така им треба. Знаеш ли да играш крокет? Знам. Тогаш ајде со нас. Многу убаво времето денеска. Многу убаво навистина. А каде е војводката? Молчи. Таа е осудена на смрт. Зошто? За какво дело? Дали рече каква штета? Не го реков тоа. Не верувам дека е тоа некоја голема штета. Те прашав само за какво дело и утре шлаканица на кралицата. Ох, замолчи да не те чуе кралицата. Знаеш што, доцна дојде и кралицата рече... Сите на своите места! Пресечете му ја главата! Пресечете му ја главата! Тука изгледа сите сакаат да сечат глави. Големо чудо е што досега некој останал жив. Ќе имам со кого да зборувам. Така си? Мислам дека не играат како што треба. И за цело време така се карат што никој не може никого да чуе. Згорено се играва, нема никакви правила, а и да има, никој не се придржува. А кралицата, како ти се допаѓа таа? Никако, таа има толку... Со кого зборуваш? Со мојот пријател, мачарот од расата чашање. Не ми се допаѓа воопшто неговиот изглед и се пак ќе опуштам да ме макне раката. Не, подобро би било да не го сторам тоа. Не биди дрзо, не гледај ме така. Мачките смеат да го гледаат кралот. Таа го прочита во една книга, но не се сеќавам во која. Тоа не е вистина. Тој мора да се погуби. Кралице драга, сакам веднаш да го погубиш овој мачок. Пресечете му ја главата! Одам да го пронајдам џелатот. Невозможно да му ја отсечам главата кога на неја нема никаков труп. Главата е тука и може да биде отсечена. Не зборувај глупости. Џелато, ако не ја пресечеш главата на оваа мачка, ќе ве погубам сите до еден. Но мачорот ли припаѓал на војводката, зар не би било најдобро да ја прашаме неја? Таа е во закон. Доведете ја веднаш овде!